Трпе Инвест Охрид. Кармен Бау центар. Се што ви треба на едно место. Охриѓанецот Благој Христовски се надева преку мерките од оперативниот план да го оствари својот сон и да отвори работилница за фарбање на метал и дрво. Бизнис планот веќе го изработил. Апликацијата е поднесена, а сега со надеж го очекува исходот, верувајќи дека поддршката од државата ќе му помогне неговата идеја да стане реалност. Ова е само една од стотиците приказни на млади луѓе кои својата иднина ја гледаат дома. Се надевам дека ќе ги одвратат младите од заминување во станција, напуштат оваа држава. Сепак вреди да си дома си е дома. Голем број млади охриѓани се заинтересирани за активните мерки и програми за вработување предвидени со оперативниот план, каде се издвоени 40 милиони евра. Не е целта на владата и на Министерството за економија и труд преку Агенцијата за вработување да ги дадеме овие пари, него едноставно да му помогнеме на луѓето да отворат бизниси, да ги мониторираме бизнисите кои ќе ги отворат и не само 2 години, како што е према договорот да обстојат тие бизниси, туку да бидат одржлив развој, да постојат и понатаму. Најголем интерес има за мерката самовработување. Заклучно со крајот на минатата недела поднесени се над 2800 апликации. Апликациите се од најразлични дејности, значи што се однесува до дејностите, можност за аплицирање има секое невработено лице, активен барател на работа со завршено минимум средно образование, кое што има собствена бизнис идеја и сака да основа собствен бизнис. Право на аплицирање имаат млади, долгорочно невработени и лица од ранливите категории. Лани оперативниот план го искористиле 12.000 лица, а годинава се очекува таа бројка да биде надмината. Во Охрид викендов се одржа работна средба со постојаните делегати, амбасадори и представници при УНЕСКО од државите членки на Комитетот за светско наследство во рамки на нивната 3-дневна посета на Македонија. Делегацијата ја сочинуваа постојаните представници од Бангладеш, Либан, Кенија, Полска, Турција, Перу и Монголија. Посетата представува возвратна активност по неодамнешната средба во Париз, Франција, со што се потврдува континуираната соработка со УНЕСКО, велат од општина Охрид. На средбата покрај градоначалникот Кирил Пецаков присуствуваа заменик председателот на владата и министер за транспорт Александар Николовски, министерот за култура и туризам и председател на Националната комисија за УНЕСКО Зоран Љутков, министерот за животна средина и просторно планирање Муамед Хоџа, градоначалникот на Аструга Менди Ќура, градоначалникот на Дебрца Златко Силјановски, пратеници, владини представници и функционери. Во фокусот на разговорите беа активностите што институциите ги преземаат за заштита, зачувување и одржливо управување со Охридскиот регион како светско природно и културно наследство на УНЕСКО. Беше нагласена важноста од континуирана соработка помеѓу локалната и централната власт, надлежните институции, УНЕСКО и Република Албанија, со цел доследна имплементација на препораките и долгорочна заштита на исклучителната универзална вредност на регионот, информираа од општина Охрид. Градоначалникот на Охрид ги брифирал гостите за тековните проекти и активности на општината насочени кон зачувување на статусот на регионот и при тоа ја нагласил посветеноста кон спроведување на УНЕСКО препораките и удржливо управување со наследството. Истакнал дека заштитата на Охридскиот регион представува заедничка одговорност и стратешки приоритет од национално и меѓународно значење. Падините на јабланица во прегратките на природата и жуборот на Вевчанските извори повторно оживеа уметноста. Вевчан е домаќин на 16-тата меѓународна ликовна колонија Вевчански видувања, која на едно место обединува 16 домашни и странски уметници. Во наредните 10 дена инспирирани од природните убавини, автентичната архитектура и богатото културно наследство, уметниците ќе создаваат нови дела. Ќе уживаат во природните убавини на Вевчан и овој наш прекрасен регион. Ние секоја година за уметниците организираме тури наоколу за да можат да ја запознат Македонија, посебно
овој дел ги носиме до Охрид, до Струга неизбежно, значи да го запознаат Охридското езеро, ги носиме до Бигорски, Рајчица. Зеленото Вевчани со чистиот воздух, недопрената природа и автентичниот дух е неисцрпна инспирација за уметниците од различни меридијани. Творичкиот мир го претвора во препознатлива уметничка адреса, каде секое платно раскажува дел од неговата приказна. Овие колонии се од многу големо значење. Се учи многу. Младите уметници кои доаѓаат тука, кои се дружат со нас, ако сакаат, можат многу да научат, бидејќи овие колонии се еден вид преиспитување на самите себе. Кога дојдеш на колонија, сакаш да направиш она што е најдобро да се представиш, бидејќи те гледаат и другите колеги. Прекрасни луѓе, прекрасни домакини. Мислам дека најголемите домакини во Македонија се вевчанци. Без конкуренција, секоја година различно сликам. Нормално мојот стил си го задржувам. Меѓутоа, еве, лани слика пауни. Ми инспирира пауните овде. И годинава колонијата ја отвара вратата за млади сликарски таленти, а ќе се одржи и 4-та детска ликовна школа. Во изминативе 16 изданија вевчански видувања израсна во една од најзначајните ликовни колонии, а делата создадени овде одамна ги надминаа локалните рамки, беа изложени во светските метрополи. Годинешната колекција ќе биде представена во Прага. По повод христијанскиот празник Свети Наум Охридски чудотворец, граѓаните и туристите во Охрид традиционално ќе имаат можност да пловат до манастирскиот комплекс по символична цена. Бродовите Александрија и Галеб на 2 јули четврток организираат празнично вечерно патување по промотивна цена од само 300 денари за повратен билет. Поаѓањето е од градското пристаниште во 19 часот. Поради голем интерес и ограничени места, продажбата на билети започнува на 1 јули во среда на пристаништето по принципот прв дојден, прв услужен, без резервации. Трим и Лум ви донесува метео. Во Охрид денеска имавме сончево и топло време со мала до умерена локална облачност. Максималната дневна температура достигна до 31 степен. Утре во Охрид сончево и топло со умерена локална облачност, ќе дува слаб до умерен ветар од југоисточен правец. Во попладневните часови ќе има услови за појава на краткотрајно невреме со пороен дожд и грмежи. Утринската температура од 18 степени, а максималната дневна до 30 степени. Температурите во Македонија утре во интервал од 10 до максимални 39 степени. Од утре попладне до сабота времето ќе биде променливо облачно и нестабилно, наместа со повремен дожд и грмежи, особено во попладневните часови и во текот на ноќта. Локално процесите ќе бидат поинтензивни во форма на невреме со пообилен дожд, електрични празнења и силен ветар кој ќе достигнува брзини над 60 км на час, како и можност за појава на град. Од среда температурите ќе бидат во опаѓање, особено за време на викендот кога ќе дува умерен до засилен северен ветар.